Добра вечер. Вечерашнава емисија ја започнуваме со Владо Српиновски, кој е председател на Сдруженијето Балканија. Балканија е здружение кое работи веќе подолг период и се занимава со нешто што до сега не сме имале можност да го кажеме. Мислам дека вечерва ќе водиме една интересна емисија, еден интересен разговор во смисла на тоа што може да се понуди во тој дел од туризмот. Да разјаснам што ми е поентата. Туризмот или туристот е човек кој има слободно време, има пари, се определува да дојде во Македонија. Во другата ситуација, каде што ќе дојде, треба да се подготвени да го примат како гостин и да му ги земат тие пари, буквално што повеќе му извлечат пари, тоа подобро ќе работи туризмот и самиот тој кој го работи тоа. Мислам дека се уште кај нас туризмот се сваќа несериозно, во смисла на тоа дека не го сваќаат како бизнис, кој е главната цел на секој оној што се бави со туризмот. За почеток би те прашала како дојде до одлука да твојот животен позив биде туризам? Од најмлади години јас многу патувам. Сакам да патувам и планинарев, и патував секаде низ нашата земја и љубовта на она што го имам видено надвор од моето место на живење, се повеќе и повеќе се зголемуваше и ме насочи да работам во областа на туризмот. Во 2009 година ја формиравме Балканија, структури од Македонија, Бугарија и Италија. Значи, заклучивме дека ваква асоциација е потребна за промоција и развој на туризмот преку алтернативните форми. Нашата асоциација се вика Балканија, Балканска асоциација за алтернативен туризам. Што значи развој, промоција и афирмација на туризмот преку алтернативните форми, за да можеме да го представиме богатото културно, природно и антрополошко наследство и богатство на Балканот, да го вратиме малку позитивниот имидж на Балканот, да го покажеме во светските очи, а не само доимањето кој ќе се спомне Балкан од негативната страна. Како макросектори на делување ги избравме природен, рурален, културен и спортски туризам, кој што е поврзан со туризмот, со другите видови на активен туризам и започнавме да делуваме. Нормално, јас сум председател на Сдруженијето, почесен председател ни е Фабио Котифава од Италија и почнавме да делуваме, како и секој почеток, почетоците се тешки, треба истрајно, посветено, но по некоја година почнавме да даваме резултати на нашите иницијативи за правење на трибини, промоции, иницијативи, мерки, предлагање, почна да даваат резултати, почнавме да реализираме проекти преку кои бе препознаени со нашите иницијативи и со тек на време изградивме капацитет на луѓе да можеме да реализираме и европски проекти. Нормално дека нашата делување е понасочено во Македонија и активностите што ги имплементираме и од европските проекти се насочени кон Македонија, бидејќи во сите тие европски проекти што ги добиваме и што ги реализираме, сегментот на земјата учесник го реализира во својата земја темата на проектот. Кажи ми, кои се учесници од Македонија во проектите? Велиш алтернативен туризам и верувам дека проектите се во таа насока во руралниот дел на земјата и начинот на кој доаѓаат до тоа да бидат учесници во твојот проект. Проектите ние ги аплицираме во различни европски програми. Имаме солидна мрежа на партнерства. Откако ќе го добиме проектот, имаме рок на имплементација и во тој период објавуваме дека таков и таков проект со таква и таква тема ќе бидат одредени профили на луѓе кои што треба да учествуваат за да го добијат импактот од проектот за кого е наменет. Претежно се наменети за руралните средини и
сметаме во последните години повеќе сме насочени кон возрастните лица, сметајќи дека младите можат да дојдат преку формалното образование до некоја лична надградба, а возрастните го базираат својата работа и својот ангажман преку искуството и сметаме дека на неформалното образование кое што ние го нудиме преку проектите, го испорачуваме на тој профил на луѓе, дава повеќе ефект бидејќи имаат потреба од лична надградба и на вештини и на знаења за да бидат ефикасни во тоа што го работат. Колку луѓе поминале низ тие проекти до сега од кога почнавте да работите? Па ние сме реализирали, можам да кажам, само европски проекти околу 30-тина. Зависно од проект до проект, различен број на луѓе учествуваат. Во некои проекти каде што има онлайн обука, учествуваат меѓу 30 и 40, можеби 60 луѓе, а кога е конкретна обука во живо, бидејќи тоа бар изискува одреден буџет, а буџетот на проектите е однапред дефиниран, на тие што ќе поминат онлайн обуката, одат на жива обука, најчесто одат во некои од земјите од странство, како што се Шпанија, Италија, Грција, и обуките траат меѓу 8 и 12 дена, а по просек негде меѓу 12, 10, 12, 15 луѓе одат на тие обуки, што значи во текот на наш ефикасни обуки во живот сигурно повеќе од 300 луѓе поминале и добиле сертификати европски. Колку се контактите од кои ќе заврши проектот, од кога ќе помина таа обука на вашата организација со нив и како се тие приспособуваат во дадените услови да нивната определба сепак е туризам и да тоа биде во некој подеб? Пред селекција на луѓето кои што учествуваат во проектите, ние правиме одреден профил на луѓе кои што треба да учествуваат зависно од темата на проектот и за кого е наменет. Би сакал еден пример да кажам, преку кој ќе биде појасно и за вас и за гледачите. Реализираме проект Европски кредит систем за професионални обуки и знаење. ЕКПЕТ 2.0 се викаше проектот, каде што 5 земји учествувавме, направивме програма едногодишна за возрастни луѓе, нормално и млади, меѓутоа од 18 години нагоре се сметаа за возрастни. Креиравме едногодишна програма од 60 кредити за 2 професии кои што се дефицитарни на туристичкиот пазар. Значи, формалното образование не ги опфаќа, а туристичкиот пазар има потреба од тако видна професија. Тоа беа водечи во природа и рурални средини. Класичните туристички водечи во главном повеќе имаат знаење и оспособени се во градски средини, и развиени туристички центри. И другата беше менаџери во рурално сместување и агротуризам. Значи, тие 2 професии се реализираа обуките во Македонија и во Италија. Од сите земји поминаа обука негде по 14 луѓе и добија сертификат, бидејќи целата програма ние не можевме да испорачаме. Селектиравме 10 кредити во период од 8 дена да поминат, значи збиена програма, каде што добија сертификат дека совладале одредено ниво на знаење и саплемент објаснување кој ниво на знаење го стекнале. Меѓутоа добија европски сертификат со кој што се поконкурентни на пазарот на труд во. Дали тие луѓе со таков сертификат се верифицирани во некој од нашите надлежни органи, за да може да функционира едноставно кога има некоја агенција или некој што има потреба од такво нешто да стапи у контакт со нив и да нив ги прима, да тие бидат луѓе кои ќе ги водат или кои ќе може да ги упатат туристите. Останува на нивната способност како ќе се пласираат на туристичкиот пазар, меѓутоа тие професии во нашата номенклатура на професии не постојат. Што значи тие треба сами да се наметнат во средината каде што ќе покажат своето знаење, ќе го докажат преку добиениот сертификат, ќе бидат конкуренти доколку се иницијативни и доколку може да. Кој има ли осетот владата, да не кажам луѓето во министерствата кои водат туризам,
дека овие проекти што вие ги работите треба да имаат некој свој финален продукт, да речеме, еве као што е да ги има во некој адресар или да има потреба да има контакт со нив и дека таквите проекти што вие ги работите треба да ги подпомогнат, ако ништо друго, барем со некоја информативна веб страна на која тоа ќе биде направено. Морам пошироко да одговорам, затоа што сметам дека институциите не се доволно, како да кажам, мотивирани, заинтересирани да му дадат значај на туризмот како индустријска гранка, како развој на економијата. Сметаме дека земјоделието и туризмот се најголемите компаративни предности на Македонија за економски развој и локален економски развој, што е закана за миграцијата село-град. Во последно, морам да кажам дека сум член на Советот на Министерот за земјоделие, Агросовет, како представник во делот за рурален развој и рурален туризам, и сум задоволен од мерките што се донесоа едногласно во Советот и измените на субвенционирање на земјоделието и руралниот развој. Очекуваме нови репрограмирање се комплетно субвенциите и програмата за рурален развој и очекувам следните 2 до 3 години, бидејќи е процес, да дадат ефект тие измени што се направени. Таму има можности за регистрирање на нови заинтересирани и земјоделци, но и иницијативи за рурален развој и рурален туризам, мали семејни бизниси, кои што за жал претходно не беа соодветно третирани и се уште сметам дека не се соодветно третирани. Според нас и долго време се залагаме да се направи Министерство за туризам, каде што ќе се дадат и надлежности и одговорности. За сега сметам дека Агенцијата за поддршка и промоција на туризмот, секторот за туризам во економија, каде што се работи со легислативата, делот во земјоделие за туризам и делот во култура се немаат добра комуникација меѓу себе, немаат доволно надлежности, но немаат ни координација за да ги дадат ефектите кои се потребни за развој на туризмот во нашата земја, а се уште тврдиме и сме убедени не само ние, него и препораките оваа година на Светската туристичка организација дека туризмот ќе се развија во насока на мали бизниси семејни во руралните средини и во иднина. Бидејќи и ковид пандемијата и трендовите во светот, брзиот начин на живење, современата технологија веќе дозволува да се има доволно информации, да не си зависен од туристичките агенции, она што го нудат, него сам да го бираш местото каде што сакаш, потребите и желбите на современиот турист, кој што веќе треба да се третира како гостин, не како турист, ако сакаме да го имаме и понатаму да се врати повторно, се насочени кон активен туризам, кон контакт со природата, мир, чиста животна средина, здрава храна, активен одмор и се повеќе тој тип на туризам расте. Туризмот е 4-та индустрија во светот, ова што пред малку вие го рековте, ние не го препознаваме како потенцијал на Македонија и како можност. За жал, тоа се политички одлуки кај што нема потреба толку многу финансиски вложувања, меѓутоа треба одредени мерки кои што ќе ги да се создадат услови кои што ќе го стимулираат развој на туризмот, посебно во дисперзирано надвор од урбаните средини. Ние имаме сезонска понуда на туризам, Охрид, Дојран, Преспа, за жал, веќе ништо не се вложува. Во зимското време, зимските центри Мавро, Шапка, Пелестер имаат некаква понуда, вон сезона немаме понуда, тоа е најголемиот хендикеп, а имаме потенцијал невиден за целогодишно. Например, културниот туризам не е врзан со сезона. Имаме неброено културни знаменитости. Манифестации кои никој не ги знае. Манифестации, културни знаменитости, археолошки локалитети кои што само да се отвора за туристите, ние ќе можеме да го развиваме туризмот. Имаме транзитен туризам кој што ништо не се прави за него, иако земјата не минуваат околу 4 во одредени делови на сезоната 4 милиони луѓе. Ние на тие патишта немаме ништо да понудиме на туристите за да ги информираме и за да ги придобиеме повторно да дојдат. За жал не се работи, ние се обидуваме да покренеме некои иницијативи, делумно сме препознаени со нашите иницијативи, делумно
начелно се прифаќаат, меѓутоа не се работи на создавање нова туристичка понуда. Сметам дека голем хендикеп несоодветната туристичка понуда на Македонија во однос на можностите што ги има. Еве само да кажеме на статистика, ние имаме 256, мислам, категоризирани хотели. Тоа е многу малку, негде околу 20 хотели се со 5 звезди, а сакаме да развиваме туризам. Што значи не треба да се ориентираме кон тој тип на туризам, треба да се ориентираме на создавање нови туристички производи во мал обем, но во поголем континуитет. Сметам дека е погрешно и слушам стратегиите на Министерството за економија и на агенцијата дека се насочени повеќе кон афирмирање и привлекување на туристи, а многу малку се насочени кон создавање на туристичка понуда. Токму ради тоа емисија се вика Авантуризам, бидејќи се уште сметам дека не сме доволно подготвени за туризам. Кога зборувам подготвени, тоа значи дека морам да кажам дека ви се дивам во желбата да ги обучите малите луѓе да знаат и дека може да живеат од тоа. Кажи ми дали, бидејќи вие соработувате со многу други земји, дали ова што го правите низ проекти е поинаку во Македонија отколку во некои други земји и како тоа го доживуваат и тие и ние? Прво да кажам, печатокот на туристите што ние со кои контактираме или на луѓето кои што доаѓаат на нашите проекти, изненадувачки за нив. Неочекувано доживување она што ќе го видат кај нас и како можност и како потенцијал. Еве само да кажеме дека дека Македонија е планинска земја кај што можат сите алтернативни форми на туризам да бидат сериозна туристичка понуда, од зимски, пролет, лето, преку целата година. Меѓутоа немаме соодветна понуда. Они се изненадени, меѓутоа се многу позитивно изненадени од гостолюбивоста па ние што имаме како народ и она што можеме да го понудиме во областа на гастрономијата, на убаво вино и доживувањата што може да ги имаат во руралните, поготово во руралните средини, бидејќи градовите она што го нудат го има секаде во светот, али начинот на живење, типичната архитектура, чистата за среќа, се уште незагадена животна средина и она што го имаме е огромен потенцијал и за сите е доживување. Нема големи разлики во пристапот и во другите земји со тоа што нашите сознанија или нашите искуства кога одиме во другите земји се разочарувачки за нас како тие имаат пристапено кон туризмот и како го создаваат услови за тој туризам се развива. Например во Шпанија, во Италија, каде што тоа се земји кои се ориентирани кон туристичката индустрија. И најголемиот прилив економски е од туристичката индустрија, како и Грција е кај нас. Иако немаме море, ние имаме со кого да се компарираме. Можеме со Словенија да се компарираме, која што исто така е туристички развиена земја и го развива и понатаму туризмот. Што значи грешката или незнаењето или пристапот го гледам пак во институциите, каде што треба поинаква енергија да насочат, поготово политичарите, да насочат кон овие предности што ги имаме за развој на туризмот. Јас имав еден, сега додека зборуваш пример, додека бев советник во Јасен, на една група холанđани која им доцнеше авионот, им понудивме една прошетка низ Јасен, беа воодушевени и во нивните пишувања на импресии во Македонија тие беа ставени на прво место. Отидов во агенцијата која ги носи тие холанđани да поразговараме, едноставно не беа заинтересирани, иако најубавиот впечаток го имао таму да тоа го внесат како дел од своја програма, полесно им беше готов програм кој веќе го има да го водат како таков. Мислам дека и нашите туристички работници не се доволно свесни дека Македонија треба малце да вложиш за да добиеш резултат од тоа и да имаш бенефит. Имено се слагам со тоа и сметам дека субвенциите како субвенции што се дава преку Агенцијата за поддршка и промоција на туризмот
секој пат субвенциите се даваат со одредена намера да постигнат одредена цел. Сметам дека го дадоа ефектот и дека ја продолжија сезоната во Охрид, во развиените центри, како што е Охрид, меѓутоа субвенциите се секој пат со одреден период на субвенционирање. Не може вечно туристичките работници или објекти да бидат базирани на субвенциите што ги добиваат. Токму ова што го велите дека тие треба да се надградат понудата. Еве Охрид како пример има сезонска понуда. Во сезона Охрид и околината нема туристичка понуда. Ја многу пати сум кажала дека едноставно верувам дека ако има добро организирана понуда на пензионери од Европа, поевтино им е да живеат тука во некој од објектите, меѓутоа да тоа не биде сведено на доручек, ручек, вечера, него на активности кои ќе им биде овозможа да научат како се готви кај нас, како се везе, музика, едноставно да биде тој престој активен, да не биде пасивен. Имавме и таков проект кој за жал не се реализира поради одредени објективни пречки. Имавме проект наречен Живеење на одмор, Living in the Holiday, да можат пензионерите, поготово тие северно-нордиските земји, да доаѓаат да престојуваат тука по 2, по 3 месеци, кај што ќе имаат дефинирано програма. Да. Бидејќи се возрастни лица, со возрастни лица има одредени проблеми, здравствени проблеми. Значи, нивниот здравствен систем не е компатибилен со нашиот и не можеше да се оствари таква соработка и да успее тој проект. И за жал остана за некои други времиња, што се надевам кога ќе почнеме да мислам дека исто таа свесност дека не е само туристот да дојде, дека околината и што велите и здравство и занимавање со одредени работи, познавање на одредени работи, не едноставно дава можност да се развива и да секој во тоа учествува и има бенефит од тоа. Тоа е основната поента во која развојот на туризмот може да оди само нагоре. Дај кажи ни малце повеќе за вашите проекти, бидејќи заслужува да се чуе. Би сакал да го споделам и овој проект од програмата Балкан Медитеран. Еден повик имаше досега. Сега не повика на 23-ти да го презентираме во Охрид пред поголем аудиториум проект. Тој е завршен проект, реализиран проект, кај што учествувавме 5 земји, а 8 партнери. Целта беше да работиме со инови ментор, се викаш иновативност и менторство. Така една кованица, каде што ние работевме со објекти, го избравме североисточниот, источниот и дел од Вардарскиот регион, 10 геолокации кои што имаат некаква туристичка понуда и туристичко значење и да работиме со нив да го подобрат квалитетот на услугата, квалитетот на понудата, маркетиншки да се подобрат и да зајакнат да бидат афирмирани и да се мрежат заедно за да бидат регионална туристичка понуда. Значи, од сите тие 5 земји и 8 партнери, од Македонија бевме само ние, од Грција имаше 2 и од Албанија имаше 2 партнери, од Кипар и од Бугарија. Сите тие 10 геолокации ние ги избравме, да ги набројам: Кокино, Куклице, Кратово, Лесново, Демиркапија, Берово, Пехчево, Баргала, Виничко Кале, и ако пропуштив некој, 10 геолокации и со одредени субјекти од тие геолокации, како со Стоби, со музеот од Куманово, од Демиркапија, подпишавме договори и со нив работевме период од година и пол на сите овие теми, како да им помогнеме да ги зајакнат своите капацитети, да ги зајакнат понудата да подобрат, да се афирмираат и на крајот да бидат заедно мрежени, представени регионално на целиот Балкан и пошироко. Од тој проект произлезе една апликација, мобилна апликација за iOS и Android, која што е применлива и бесплатна, секој може да допре до неа, и една iBook книга во која што се содржани легенди, приказни, кратки видеа. Апликацијата која што е за мобилен телефон може секој да ја применува и дури додека вози кола може да букира од неја. Само се представени сите покрај нашите 10, сите 80 геолокации регионални, каде што може од таа апликација да
да букира, да добие информации, аудио информации, да прочита, кратко видео за локацијата, има смислени игри за истражување на културно наследство, значи неколку видеа, кратко видео за локацијата, подолго видео, зависи од интересот на учесникот во апликацијата. Тоа е еден резултат, еден инпут од тој проект и таа книга која што се уште се активни. Колку земји се во тој проект? 5 земји беа, а 80 геолокации. Реков, од некои земји имаше по 20 партнери, од Македонија бевме само ние. Го водеше Егејски универзитет од Грција, од Атина, како водечки партнер, ние бевме партнери и доста успешен проект, затоа сега не замолија да го презентираме во Охрид пред поширок аудиториум како успешен проект. Иначе имаме 2 пати добиено награда од нашата Национална агенција за образовни програми како најуспешен проект во 2013 и 2016 година. 2013 би сакал да го истакнам како проект за дифузно сместување или дифузни хотели. Многу малку од луѓето знаат, ние не пробавме, него успеавме да го дисеминираме, да го пренесеме на поголем круг на луѓе. Држевме обука пред факултетот за туризам во Скопје и во Демиркапија пред одредена, негде на 7-8 настани сме го промовирале проектот, а целта беше да им доближиме на руралните средини дека можат да применуваат нов иновативен модел кој што е реален за нашите услови. Тоа е дифузни хотели, значи во рурални средини, наместо да се гради хотел, зграда, објект, одредени субјекти, тоест куќи приватни, да се адаптираат, да се прилагодат на автентично на нивното претходно како што изгледа, нормално осовремени со условите за потребите на современиот турист и од едно место да се менаџираат. Значи, стануваат така поатрактивни, поавтентични и имавме така обука во Италија, во местото Челано на 60 километри од Рим, каде што 8 луѓе бевме на обука, видовме едно село од 19 куќи, целосно раселено, каде што беше инвестирано на тој начин и сега туристите од Рим доаѓаат и повеќе престојуваат таму отколку во класичните хотели. Самиот амбиент, самиот печаток и начинот на кој што живееле некој пат за секого остава посилен печаток, дури и повеќе чини од другите услуги. Да, јас сум учествувала на еден од таквите проекти за Галичник, меѓутоа ние имаме еден проблем. Прво, не се знае собственост на куќата, друго, немаме плански канализации, струја, телефони за едно модерно живење, што е невозможно да не е така спроведено, бидејќи тогаш ќе биде помал интересот и на туристите, бидејќи секој турист денеска е со телефон и едноставно сака да контактира во сето тоа. Пак ќе кажам дека институциите на државава не се сериозно не сваќаат дека развојот на тој тип на алтернативен туризам е наша иднина и да се вложи малце повеќе во нејзе, во начин на сочување на сето тоа што вие го правите, да едноставно биде на едно место препознатливо и да може да се дојде до информации за тоа. Токму тука е и за нас е детектиран проблемот. Значи, условите за развој на одредена област или се системски и се од државата. Значи, условите треба да ги креира прво централната власт, потоа локалната власт, а најголемите проблеми за нас е инфраструктурата, покрај патната и друг вид на инфраструктура, депонии, канализации, водоводи и пристап до руралните средини, имено. Значи, доколку тоа системски се работи, се овозможи пристап до руралните средини, самите луѓе ќе ги најдат начините да работат, да најдат начини како да се вклучат во современиве текови, современиве процеси за дадат туристичка и земјоделска понуда, доколку државата им ги создаде условите. Меѓутоа, за жал, се уште не го препознават и се уште ние се бавиме со политики, а не политики за креирање на бизнес или развивање на руралните средини, па тие се најголемата закана за миграцијата
село, град и миграцијата надвор од државата и губење на квалитетната работна сила која многу тешко се создава. Со тој проблем и понатаму ќе се соочуваме, за да го спречиме, морам системски да работи државата, за да овозможи услови, а луѓето ќе ги најдат начините. Спојот на младите луѓе со ово искуството на возрастните и во земјоделието, и во туризмот ќе дадат инпут и современите технологии, примената на современите технологии и во земјоделието, и во туризмот. Тие се два компатибилни сектори кои што едни со други одат и ќе дадат многу поголем економски инпут. Еве сега можам да најавам дека имаме аплицирано проект кој што 3 земји кандидати за Европска унија, тоа сме ние, Босна и Албанија, и Грција, Хрватска и Италија. Аплицирано е во Италија, се работи мобилност за сите. Целта на проектот е да работиме во следните 3 години. Се уште не е одобрен, но очекуваме да види, бидејќи ова е прв повик кај што се вклучува и Македонија во таа програма, да работиме за подобрување на мобилноста меѓу руралните и урбаните средини, што директно ќе влијае на намалување на миграцијата и спречување на раселувањето во руралните средини. Се надеваме да се одобри и да работиме успешно и да помогнеме во тие процеси да се развиваат. Имаме други тековни апликации, например имаме апликација за пристапен туризам. Тука мораме да ги опатиме и луѓето со посебни потреби. Значи тие се мерканализирани групи, меѓутоа и за нив треба да се создаваат услови за... И дефинитивно е законот за такви луѓе кои се со посебни потреби едноставно важен да се спроведе ако сакаме и во Европска унија да влеземе. Тоа е дел од тоа што тие се луѓе исто како нас, само имаат посебни потреби и едноставно си го имаат правото на својот живот. Задоволни сме, остануваме на определбата, како што реков, неформалното образование да го доближиме до возрастните луѓе. Реализиравме успешен проект традиционални вкусови, кој што е базиран на традиционалните кујни, каде што опфативме еден сегмент на луѓе кои што работат во туристички центри, угостителски објекти, кувари, келнери, кои што го имаат искуството, го имаат знаењето, меѓутоа немаат формално диплома или признание. Низ тој проект тие што ја помина и формалната обука, тоа е онлайн обуката, и живата обука, добија сертификати за одредено стекнато знаење и низ искуство каде што од 4 земји по 7 луѓе заедно работеа на различна медитеранска храна. Искуството за нив е многу големо, нормално дека тие ќе опремат. Дали во рамките на Сдруженијето имате луѓе од туризам, кои им е бизнис од туризам, едноставно да низ тие проекти сватат дека има некоја друга варијанта која треба да ја применуваат во својата работа. Постојано ангажирани луѓе сме 5 во Сдруженијето, кои што постојано работат, од кои што се еве јас сум на некој начин, не сум економист, не сум туристички работник, меѓутоа сум длабоко во туризмот од 2006 година, активен во тие процеси. Имаме 2 женски кои што завршиле туризам, едната сега е при крај на студии за втор факултет туризам и имаме уште еден економист. Значи сите луѓе се поврзани со темава туризам, имаат доволна експертиза бидејќи повеќе од 12 години работат. Зборувам за учество во проектите. Во проектите секој пат се добредојдени и бараме нормално, зависно од темата на проектот, бараме одредени експерти како надворешни соработници за имплементација на проектите. Ние не можеме све да знаеме, меѓутоа избраните теми ги реализираме во оној домен организацијски ние, меѓутоа онаму кај што има експертиза одредена, повикуваме соработници од Институт за земјоделие, од факултетите, професори, туристички работници и успешно ги реализираме проектите. Иначе непосредно сме со сите туристички работници и во контакти, и се знаеме низ работата, сме реализирале многу настани, трибини, дебати, каде што промоции, каде што учествуваат и... Дали учеството во таквите програми овозможило да туристичките агенции или тие што треба да донесат туристи едноставно
размислуваат на малце поинаков начин од кој ќе го поминат проектот и го метнуваат тоа во своите програми. Тоа ми беше целта. Повеќе ефекти имаме кај оние што се во почетна фаза. Повеќе инпут добиваат тие што се во почетна фаза на развивање на бизниси, отколку развиените бизниси. Развиените туристички агенции или туристички работници имаат одредена своја визија и тешко бегаат од таа визија, тешко применуваат нешто што е ново или различно од нивните сваќања, додека помладите или новите иницијативи кои што веќе се зацртани многу полесно ги прифаќаат. Имаме неколку примери кај што нашите сугестии или поддршка дале инпут, дале резултати. Веќе одреден број на луѓе веќе имаат организирано туристичка понуда од која што живеат и од која што заработуваат, веќе работат на собствени имот, на собствени куќи, на собствени објекти и се чувствуваат горди за тоа што го работат, а и имаат додатен придонес финансиски. Се намалува јазот за сиромаштијата, се подига животниот стандард и тука имаме позитивни ефекти од нашите поддршка на одреден иницијатив. Колку се работувате со Агенција за промоција на туризам, бидејќи таа има основна цел и промоција, да сите во овие програми што учествувале бидат на некој начин представени на нивната страница, на саемите, на пропаганден материјал кој се работи од страна. Жал не соработуваме. Морам да кажам, еден период јас бев надворешен соработник во агенцијата, задолжен за проекти. Реализиравме доста проекти во агенцијата додека бев таму. Меѓутоа, откако се ориентиравме само на проектите од Балканија, бидејќи обемот на работа е многу поголем отколку претходно, немаме соработка со агенцијата. Агенцијата, реков пред малку, дека повеќе е ориентирана кон промоција и кон привлекување на туристи и создавање услови како да дојдат туристите, а не како да работи на креирање на нова туристичка понуда. Добро, ама вие имате финален продукт која е апликација за една програма која сте ја поминале. Јас не сум ја видела или не сум имала можност да ја видам на релевантните туристички субјекти да таа ја имаат како програма која е ставена и можност да и преку нив дојдат некој гости. Со агенцијата реализиравме еден проект, се викаше Sport for All, кој траеше 3 години, многу значаен проект, бидејќи на глобално ниво во општеството заканата од неактивност кај луѓето станува сериозен проблем и здравствен, и физички здравствен проблем и ментален проблем, заканата од гојазност од неактивност. Проектот се викаше Спорт за сите, каде што имавме 5 сегменти, дел спорт против насилство во училиштата, спорт за луѓе со посебни потреби, за хендикепирани, волонтерство и спорт, спорт на професионални тренери и клубови и спорт на работно место. И спорт за сите, кај што опаѓа сите. Од тој проект реализиравме 16 презентации во основни школи, каде што кај малите луѓе сакавме да поттикнеме иницијатива, желба да се бават со спорт и низ интересни презентации, видео, клипови, филмови презентации, да ги поттикне да се бават со спорт. Во сегментот на спорт на работно место исто направивме неколку презентации. Една од тие презентации беше во Агенцијата за поддршка и промоција на туризмот, каде што пред нив представивме дека бавењето со спорт за вработените луѓе воопшто и за кај нив е дека е значена. Таа била една конкретна соработка, иначе на други проекти немаме. Иако еднаш аплициравме заеднички, токму тоа што го кажа пред малку за доаѓање на возрастни лица во Македонија за подолг престој. Бидејќи легислативата не дозволи, проектот не беше одобрен, а таму бевме партнери Балканија и агенцијата и не го успеавме да го реализираме. Секоја апликација секако не поминува, меѓутоа веќе имаме доста успех и доста квалитетна партнерска мрежа, каде што веќе креираме сериозни проекти. Еве сега добивме уште 2 тековни проекти, имаме уште 6 кои што ги очекуваме апликации да бидат оценети. Едниот проект е, можам да го најавам,
каде што ги испратиме луѓе на обуки во Шпанија, во Кантабрија, каде што е најразвиениот дел за рурален развој, рурален туризам. Исто така ќе селектираме луѓе од разни места од нашава земја. Проектот се вика потенцијалите на руралните средини за одржливо општество. Значи, како потенцијалот може да го подигне развојот на околните средини. А другиот проект кој што е поголем и сме 5 земји партнери, добиен е во Франција, нашиот партнер од Франција, се вика Алтер Тур или алтернативен туристички водич. Ова е кратенка само. Целта на проектот е да работиме со националните паркови, со туристички оператори кои нудат алтернативна понуда туристичка и со туристичките водичи. Рековме пред малку дека туристичките водичи во главном се ориентирани кон развиените туристички места, а ние преку овој проект ќе работиме со нив и ќе има селектирано од секоја земја по 25 луѓе, од тие што ќе се пријават, да ја поминат целата обука, а онлайн обуката можат и повеќе. Од нив ќе се селектираат 5 кои што ќе отидат на конкретна обука, ќе избереме соодветни представници и од национален парк, и од туристички водичи, да добијат соодветно знаење, да тоа после тоа тука го дисеминираат, го шират и на други своји партнери. Тој е веќе одобрен проект. Сега во декември одиме на координативна средба во Франција, за да ги договориме активностите. Ќе трае 2 години, очекуваме успех, бидејќи е актуелна темата и за нас и за сите партнери што се во проектот. За жал, нашиот разговор е при крај, имаме уште 2 минути. Мене ми е големо задоволство што ни беше гостин и што на некој начин презентиравме дека некој се грижи на некој начин да сето тоа што е во земјава се искористи како потенцијал за туризам, дека имаме услови да развиваме алтернативен туризам и дека тоа ни е нашата, колку побрзо сватиме дека е таа нашата шанса, толку подобро ќе просперираме и толку подобро ќе успееме да од туризмот живеат сите луѓе во оваа земја. Имено ја очекувам пристапот да се промени, бидејќи веќе е направена, како што знаете, долго време немаме стратегија за туризам, веќе е направена веќе има одредена насрет стратегија каде што Агенцијата за поддршка и промоција на туризмот треба да се трансформира во национална туристичка агенција која што ќе биде од секторот избрана и ќе ги артикулира потребите и барањата и решавање на проблемите на секторот, а не да биде диригирана од владата или од високите инстанции. Значи, самиот сектор ќе се грижи за нивните потреби и сметаме дека тоа повеќе ќе даде инпут и дека централната власт посериозно ќе го свати туризмот како економска гранка која што навистина може голем бенефит, а најголем бенефит ќе биде тоа што ќе спречи миграцијата надвор од државата, која што е најголемата закана за земјата. Јас гледам да ги донесам тие успешни приказни, беше гостинот Давид од Сокозите во Раштак и едноставно мислам дека таквите луѓе треба да се потикнат. Мојата идеја е да такви соговорници имам почесто и јас се надевам дека ќе ми препорачате некого од тие кои успешно... Секако, имаме такви успешни примери, ќе ви препорачаме, бидејќи на тие примери па други можат да ги стекнат сознанијата и искуствата што тие ги минали полесно да го поминат тој пат. Да, Давид, ние делумно го поддржавме, а и други примери имаме што ќе ги споделиме со вас, каде што навистина низ примери може да се стекне нивното искуство и да се примени кај себе. Јас многу се радувам што успеавме да имаме една ваква емисија која е посветена на туризмот и која можеби низ своите гледања и низ своите искуства на луѓе кои работат во туризам ќе овозможиме да почесто дојде до луѓето дека од туризам може да се живее. Апсолутно дека може и тоа многу добро може да се живее. Само еден пример ќе кажам, започната иницијатива во Морани Ранчо и Ванчо на Ката со 4 соби, кои што
луѓето од Скопје адаптираа куќа во Морани, во близина на Чашка, веќе дојдоа до ниво да биде букирано повеќе од 4 месеци во годината сместувањето и престојот во нивниот објект, да дојдат до ниво да вработат човек постојан кој што ќе се грижи за туристите.